Добро вечер. Оптимизмот беше преголем или ситуацијата станува се посложена и понатаму се покритична, што и дводневната шатал дипломатија на германскиот посредник Јоханес Хајндел не донесе конкретен резултат. Сепак на повидок се две иницијативи од Државната изборна комисија и од Демократската унија за интеграција, кои се чини се дел од можните сценарија за излез од кризата. Вечерва во топ тема. Роковите газат, решенија за излез од кризата нема и вклучувањето на Берлин не донесе резултат. Како да се врати тркалото наназад, ке се поништат ли аболицијата и изборите, како Македонија да се разбуди од политичката кома. Многу идеи, малку конкретни правно издржани механизми, има ли излез? Ова се клучните дилеми поставени за вечерашнава тема, која вообичаено за актуелната политичка криза не го издржаа тестот на времето, а временската разлика е само 3 часа. Во меѓувреме веста на денот доаѓа од Државната изборна комисија. По извршениот увид во избирачкиот список ДИК констатира дека бројот на избирачите не е во согласност со изборниот законник, има отстапувања од законски дозволениот цензус од 5% и тоа во изборните единици 3, 4 и 6. Извештајот е потпишан од сите членови на Државната изборна комисија, а како што се вели, копии ќе бидат доставени и до Министерството за правда и до владата. Сепак ова не е онаа варијанта која што неофицијално се споменуваше во јавноста, дека Државната изборна комисија ќе го извести спикерот на собранието Велјановски дека нема услови за избори. Такво нешто, барем вечерва, во овој заклучок на Државната изборна комисија не се споменува. Во меѓувреме денеска и Демократската унија за интеграција поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на одлуката за самораспуштање на собранието. Тоа се два нови моменти на стартот од вечерашното интервју со заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Бројам 1, 2, 3 папки во која е решението и го има ли во некоја нешто од ова од мојата најава? Јас мислам дека доволно е една од овие папки да се најде решението, ама проблемот е дека нема политичка волја да се спроведе решението. Инаку сите овие работи кои што денеска ги кажувате, кои што представуваат некаков развој на настаните, тие ни беа познати на сите и пред една недела, и пред 30 дена, и пред 4 месеци, кога првпат се постави прашањето дали е Македонија подготвена за фери демократски избори и кој е тој што спречува Македонија да добие таква демократска постапка за избор. Да, но еве да тргнеме од ДИК, специфично е тоа што во декември, кога првпат беше поставено ова прашање, непосредно пред распуштањето на собранието, кога беше актуализирано и од дел од невладините кои го мониторираат изборниот процес, беше сосема игнорирано од Државната комисија. Државната изборна комисија вечерва имаме повторно еден неодреден заклучок, иако сега сме во ситуација да ги ловиме сигналите. Карактеристично е што на денешнава седница и во носењето на овој заклучок учествуваа и вашите членови кои што досега отсуствуваа од работата на ДИК. Членовите на СДСМ се присутни на седниците каде што се сака да се најде решение на оваа ситуација. И практично тие беа денеска тука да го потврдат она што го зборуваат веќе неколку недели со ред. Мислам дека и денешната одлука на ДИК и писмото кое што ќе го испратат во Собранието на Република Македонија го потврдуваат фактот за кој долго време зборувавме и ние во СДСМ и многу луѓе од опозицијата, од граѓанскиот сектор, од невладините кои што ги следат изборите, а тоа е дека избори на 5 јуни не може да има. Дека избори на 5 јуни, кои би требало да бидат фери демократски, не можат да се организираат. Жалам што и Државната изборна комисија и мнозинството членови во неа избраа тоа да го сватат со задоцнување, бидејќи за таа нивна задоцнета одлука цената ја плаќаат граѓаните на Македонија и државата.
Сега велите да го сватат, или сепак оној ентузијазам дека е избран професионален состав на Државната изборна комисија кој ќе гарантира чиста постапка и трасирање на чист пат кон фер и демократски избори беа премногу ентузијастички? Да бидеме реални, Државната изборна комисија нема експертски состав. Има партиски представници и има 1/3 од своите членови кои што се експерти. И очигледно е дека надежите во однесувањето на сите кај одредени случаи се покажаа како преоптимистички. Меѓутоа, тоа е дискусија која можеме и во друг момент да ја водиме. Фактот е следен, дека овие дискусии, барем членовите на опозицијата, неколку пати ги иницираа. И неколку пати голем број на членови на ДИК избраа на овие теми да молчат, да не ја говорат вистината, или избраа да ги затворат очите пред реалноста. Денеска ова што се случува е будење, дека не е возможно да се убеди ниту Македонија, ниту светот, дека она што го планираше ВМРО ДПМН би биле фери демократски избори. Такви избори не може да се случат на 5 јуни. Едно од сценаријата кои што се заговара во јавноста, за кои што се тврди дека било дел од тие преговори индиректни со посредници, беше Државната изборна комисија да го извести председателот на собранието дека нема услови за одржување на избори, меѓу другото заради оваа причина и заради неколку други. Меѓутоа, пак ќе кажам, немаме таков конкретен заклучок, а од друга страна, иако неофицијално, но од кабинетот на спикерот во оставка Велјановски, денеска има информација дека тој ќе свика седница единствено доколку Уставниот суд ја поништи одлуката за самораспуштање на собранието. Јас се плашам дека постои опасност навистина од едно дрво или од неколку дрва стварно да не ја видиме шумата. Сето ова што сега ни се случува е навистина несериозен фолклор, кој што треба вниманието да ни го оттргне прво од сериозната политичка криза во која што сега е Македонија, најверојатно за да се скријат одговорните за таа криза, и второ, да не натера да се занимаваме со ситниците и техниките наместо со крупните цели. Ние го кажавме нашиот став на почетокот. За да може во оваа држава да имаме некакво политичко решение за излез од кризата, за кој што ќе треба да седнат различните политички партии, да преговараат, да договараат, двете одлуки кои што власта си ги донесе еднострано, без консултации и без никаква законска и уставна подкрепа, мора да најде начин да ги повлече. Едно е одлуката да го распушти собранието однапред и да закаже избори во ситуација кога на сите им беше јасно дека нема да бидат фери демократски. И второ е одлуката за срамното помилување, аболиција или како и да го крстиме, кој што практично го распадна правниот систем и владењето на правото во Македонија. Вие се иземате од решенијата за овие две одлуки, Ние рековме дека тој што ги донесе да си најде начин да ги повлече. Мораме во политиката да почнеме да зборуваме, особено кога зборуваме за сериозни и многу опасни политички преседани и потези, да зборуваме со име и презиме. Не може кога Иванов бил натеран, бил инструиран, бил консултиран да го направи тоа што го направи само во друштвото на ВМРО ДПМН и сега да се врти наоколу и да бара помош од друго место. Не може ВМРО ДПМН неодговорно да ја втурне Македонија во уставна криза, а сега да бара некој друг да ги спаси. Ние ќе учествуваме во секакво решение кое што ќе ја поништи аболицијата и секакво решение кое што ќе значи фери демократски избори, бидејќи се неопходни за Македонија. Меѓутоа, она што е јасно е дека власта сега треба сама да најде начин да се извади од калта. Бидејќи сакаат со дискусија околу член 2, член 5, член 6, Уставен суд, префрлање на одговорноста, да не натераат сите да се изгубиме во правните лавиринти. Јас, например, навистина сум изненадена колку наеднаш сериозни дискусии, наводно, се воделе во рамките на ВМРО ДПМН или во кабинетот на Иванов, околу тоа каква требала да биде уставната разврска на помилувањето. Пазете, каква дебата правна водеа тие кога ги носеа сите овие помилувања?
Каква дебата водеше Уставниот суд кога му ја даде шансата договорено на Иванов да помилува се и сешта. Например, ме интересира кога дискутираше Уставниот суд за различните одредби во Законот за помилување, дали, например, го заборави членот 8 од Уставот, кој што вели дека темелна вредност на оваа држава е владењето на правото. Како го заборави членот 9 кој вели дека граѓаните на Република Македонија се еднакви пред законот и пред Уставот. Каде го заборави, не знам, членот 10 или 11 дека се забранува секој облик на мачење, нечовечко или понижувачко однесување. Тие отворија вратата на помилувања за секоја од кривичните дела кои што навистина прават разлика помеѓу правна држава и хаос држава. И сега ние треба да влеземе во правна дебата околу тоа кој бил законскиот начин да Иванов го повлече својот незаконски и по мене неуставен чин. Мислам дека е тоа помалку важната дебата. Мислам дека да, но сепак во голем дел од јавноста и тоа сериозна стручна јавност постои дилемата дека многу од можните решенија се уставно-правно сомнителни. И вообичаено кога ние деновиве се обидуваме да добиеме коментар, одговорот е најдобро би било да не коментираме, бидејќи вратата на правната држава во Македонија е одамна затворена и се што сега ќе се случува ќе биде некаков политички договор за кој што ќе се бара некаков каков таков правен инженеринг. Можеме ли тоа да го дозволиме? Јас не сум правник, но ги почитувам и правниците и правните експерти и не сакам да влезам во таква дискусија. Но сум убедена дека и секој правник ќе се согласи со мене дека ако основните, јас би рекла, етички или морални начела се фрлени во ѓубре, дека тоа е првата работа која што треба да не загрижи. Пазете, со ваквата одлука на Иванов, дефинитивно нарачана од Груевски, заради тоа што постоеше вовет во одлуката на Иванов. Иванов немаше да може да потпише ниту едно од 56 одлуки, ако Уставниот суд за тоа не му ја дадеше наводно законската можност. Сето тоа беше координирано и спроведувано чекор по чекор. И никој од нас не се лаже дека за тоа стои некој друг освен Груевски. Значи, пазете, со таа одлука на сите граѓани, 2 милиони во оваа држава ни соопштија дека тие што се политичари, блиски до Иванов или до некој друг председател, тие можат да се шетаат низ државата со дозвола за убиство. Можат некого да убијат, можат сите да ги покрадат, можат да направат се, можат да малтретираат луѓе, можат да местат или премолчуваат убиство и на крај да кажеме, видете, помилувани себе и не можеме ништо околу тоа да промениме. Да, но веројатно кога како прв услов за продолжување на преговорите го имате повлекувањето на аболицијата. Во сите тие преговори што досега ги имавте со посредство на амбасадорскиот двоец на ЕУ и САД, веројатно имате и своји правни аргументи или модели некакви како тоа да се случи, на одговорот од председателот Иванов дека тој се уште размислува или дека е неможно повлекување за сите, туку само за оние што побара. Да, тоа е многу интересно. Вели само тие што побарале. И некако помина не толку забележано фактот дека од сите 56 кои што се помилувани или аболицирани, само 12 побарале повлекување. И замислете, од сите тие 56, од кои најголемиот дел се припадници, членови, високи функционери на владачката партија, на ВМРО-ДПМН, само 4 од ВМРО-ДПМН побарале повлекување на аболицијата. Тоа дури не се спомнуваше во јавноста и дури по барање на некои од вашите поупорни колеги излезе списокот на Виделина. Знаете како? Стана јасно дека одлуката на Иванов е нарачка. И стана јасно дека нарачката не е базирана ниту на устав, ниту на законот. И велам, зошто ни е уставот ако неговиот основен принцип, дека сите сме еднакви пред законот, не е почитуван. Не се работи овдека за помилување, не се работи за некој кој што бил во затвор, па од милост Иванов му ја скратил
постапката. Не, се работи за прекинување на огромен број, 56 личности и различни постапки водени против нив. Нашиот став, после консултирање со голем број на уставни и правни експерти, беше дека одлуката на Иванов, како почеток, е незаконска. И дека тој ја базира одлуката на членот 11, кој практично не постои во сегашниот облик на Законот за помилување. Меѓутоа, велам, не сакам јас да влезам во таа важна, но не за нашиот денешен разговор клучна не, дали правна имате дебата. вие предлози, дали имате сугестии? Нашите или предлози, едноставно барате, повлечете го, па понатаму ќе разговараме нашите предлози за другите прашања. беа различни, меѓутоа сите со иста цел. Аболицијата да се поништи за сите веднаш. Без избор, без барања, без да зависиме дали некој сакал или не сакал таа да се поништи. Првиот наш предлог беше дека собранието може да донесе автентично толкување на законот. Практично да го констатира тоа што многумина правни експерти го велат. А тоа е дека членот 11, кој Иванов го цитира во секоја од одлуките, не постои. Истата таа опција можеше да ја добиеме со изработка на пречистен текст на Законот за помилување. Добро, двата услова тоа предпоставува враќање на собранието, што ни е втората тема. Да. Значи, јас мислам дека нема човек во ВМРО ДПМН што не знае дека мора да се свика собранието. Меѓутоа во право сте, тоа е друга тема. И третиот предлог кој што го дававме, го споделувавме, дека во законот, бидејќи Иванов вели немал основ за повлекување. Да му го ставиме основот за повлекување. Веќе ви во една од папките, бидејќи ги спомнавте, ми е и Законот за помилување. И тој вели вака. Вели во членот 11 дека Иванов може да ја прекине постапката доколку тоа е од интерес на Републиката. Што се покажа од моментот кога Иванов ги даде овие аболиции? Дека државата влезе во уште подлабока криза. И ако е тоа така, треба да додадеме уште еден член во законот кој што ќе каже... Тоа предпоставува дека ја признавате валидноста на членот 11, кој што од друга страна ја сметате за ништо. Не, меѓутоа за оние кои што сакаат да најдат правни точка и запирка, само да си ја спасат кожата, за која цел треба да си ја спасат аболицијата, ние им понудивме еве и второ решение. Додадете уште еден член во законот и кажете дека како што има право председателот да дава помилувања, има право и да ги поништи помилувањата доколку Кој е одговорот интересите... на ВМРО ДПМН, бидејќи тие демантира, меѓутоа многу информации, значи не само од Социјалдемократскиот сојуз, туку и од други учесници во целиот тој преговарачки процес, па и од дипломатски кругови кои доаѓаат, се дека толкму аболицијата е каменот на сопнување. Јас не знам кој е одговорот кој што им го даваат на меѓународните представници, меѓутоа знам дека алибито кое што го слушаме... Веројатно нешто ви пренесуваат на вас, зашто не може да се оди напред. Да, алибито кое што го слушаме и во медиуми и пренесено е дека бараат идеално решение кое нема да го загрози уставот и законите. Да, тоа е истата таа реторика која што ја слушавме од устата на пример Гордана Јанкуловска јавно, за да потоа во разговорите гледаме колку тајно го кршела и уставот и законите. Таа пракса во ВМРО ДПМН не се однесувала само на еден човек. Таа пракса е заедничка точка на целото нивно раководство. И тие сега луѓето кои со леснотија погазија многу членови од уставот и од законите, денеска се проблематизираат правно. И ја затоа реков, мислам дека е погрешно на темата аболиција или помилување да и пристапиме низ призмата на каква е правната логика или кој е правниот инструмент. Во суштина, аболицијата наликуваше на продолжен државен удар. Оти во една демократска држава, правната држава е таа што ја дефинира државноста. Без правна држава секој од нас е загрозен. Значи, утре може некој да ви дојде дома, да ви го загрози вашиот живот и здравје и потоа, заради интересот на Републиката наводен, Иванов да го помилува. Без постапка, без било какво обвинување, без било каква шанса правдата да победи. И јас мислам дека темата треба да ја држиме таму, дека ова не припаѓа на една нормална држава. Македонија ќе се претвори официјално во држава во која што ниту еден закон
не важи за оние кои што се на власт. И од тој момент натака, небото е граница. Се можат да направат и на крај некој да дојде и да им ги испере рацете. Има ли решенија на повидок со оглед на тоа што повлекувањето на аболицијата се чини во моментов е едно од клучните прашања на кое што инсистира и меѓународната заедница? Не е ова само наше барање, не е ова само барање на меѓународната заедница, иако мислам дека и двата аргумента се важни. Јас реално мислам дека дури и не само на оние кои што излегуваат на улица. Убедена сум дека мнозинството, големо мнозинство граѓани, кои може би седи дома, не гледа или не гледа на телевизија, длабоко во себе е вознемирено, луто, бесно и огорчено дека некој во Македонија може да оди во затвор заради тоа што украл 100 кебапчиња, а некој друг ќе биде спасен со 5, 15 или 7 аболиции за 100 милиони евра и 100 човечки животи кои што биле загрозени заради нивното незаконско владење. Мислам дека се она што е во нас морално, добро, честно, доблесно, нормално и човечки се буни затоа што утре секој кој што ќе дојде на власт може да игра на таа карта. И ние сега не создаваме само правен преседан, сега создаваме политички преседани кои што Македонија може да ја направат да биде уште полоша држава од тоа што е денеска. Добро, од правото очигледно дека не остана ништо, а проблемот е што се што понатаму ќе треба да се случува е да се гаси со политички методи. Рано утрово имавте средба со германскиот пратеник Јоханес Хајндел. Имаше ли тој некакви негови предлози или решенија, или навистина, како што најави, ова негово доаѓање беше само извидница и да слушна и да ги види различните ставови, бидејќи сепак е специфично што е во овие два моменти, ДИК и иницијативата на ДУИ, доаѓаат во момент после неговата средба, иако иницијативата на ДУИ веројатно се должи и на директното соопштение од Американската амбасада. Точно е дека ова е прва средба на специјалниот представник на Германија. Меѓутоа, самиот факт дека Германија, најголемата и најмоќната држава во Европската Унија, направи за нив, не за нас, преседан да именува специјален представник, што беше на изненадување на многумина и во Македонија, но дури и во Европската Унија, покажува дека внимателно се следи состојбата и дека работите стануваат алармантни. И тој ги соопштува пораките кои што Германија, да бидеме искрени, ги соопштува во континуитет од минатата година, од почетокот на кризата. Дури и во ситуација кога имавме некогаш така благи реченици... мора да се признае дека германската амбасада беше една од најдиректните. Дали сега вклучувањето на Хајндел е на некој начин своевидна компензација на несигурноста, напати и големата конфузност на Јоханес Хан и неговиот тим? Мислам дека одговорот треба да го најдеме и на друго место. Прво, Германија е заинтересирана за решенија во регионов и е почеток на така наречениот Берлински процес, кој што сакаше да го забрза процесот за сите земји, вклучително и Македонија. Наместо забрзување на процесот, ни се случуваат нови жаришта. И едно од најкритичните е Македонија. Притоа, Македонија веќе регионално се спомнува како пример со кој што се плашат другите земји во регионот. Неодамна после изборите во Србија прочитав еден текст во кој што како најлошо сценарио за Србија се предвидува македонизација на политичката состојба. И тоа е, знаете, кога ќе почнат нашата држава да ја користат како негативен пример, тоа за сите нас е ладен туш. И Германија сака на некој начин да покаже дека таа инфлација на лоши вести од Балканот нема само да ја наблюдува. Значи, прво мислам дека е инвестиција во некакво по долготрајно и долгорочно решение. Второ, во изминатиот период се испратија неколку пораки од Европската Унија, кои што беа пораки со доза на
закана. Што може се да се случи? Се спомнуваа санкции, се споменува некаков тип на мерки кои нема да ја казнат Македонија како целина, туку ќе казнат одредени личности во власта кои што се сметаат за одговорни. Тоа е многу тежок потез. Да, но во меѓувреме пред тоа слушавме изјави дека па добро и да не учествуваат сите партии на избори е во ред, па сега дојде заканата за сериозни последици директно од холандското председателство и сега доаѓањето на Хајндел конечно се смета како оној краен притисок или она што жаргонски го велиме, конечно еве го тешкашот или шумарот кој што треба да дојде и да ги среди лошите момци. Европската комисија е задолжена, ама Европската комисија не го има тешкиот арсенал кој што го имаат земјите. Дури и заканата од санкции кон одредени поединци не може да ја спроведе Европската комисија. Може да ја спроведе некоја земја или група на земји. И во таа смисла учеството на Германија го зголемува притисокот врз власта. Факт е дека дојдоа неколку координирани пораки. Холандија, ама не како Холандија, туку како председавач со Советот на Европската Унија, Германија, Соединетите Американски држави. И сите тие пораки се унисони. Нема услови за фер избори, аболицијата мора да се поништи. Станува јасно дека од овие два услова нема бегање. И јас се согласувам со вас, имаше и малку различни изјави во јануари и пред изборите на 24-ти, пред датумот на 5 јуни, и многу луѓе сметаа дека опозицијата ќе биде под притисок. И многу луѓе сметаа дека СДСМ или опозицијата ќе подклекне под тој притисок. Меѓутоа и тогаш го кажувавме истово што денеска го тврдам. Пред фактите и боговите молчат. Добро, тука се чини дека сакајќи или не, Ѓорѓе Иванов ви направи и услуга, бидејќи да не се случеше аболицијата, веројатно целата ситуација ќе се свртеше кон притисок врз опозицијскиот СДСМ да излезе на избори, бидејќи генерално не се поддржува бојкотот, а меѓународната заедница го беше свела својот вокабулар од тоа фери демократски избори на некаков минимум стандарди за колку толку да кажеме еве имало кредибилитет. Проблемот беше дека и тие минимум стандарди не беа реализирани. И јас сум убедена дека со аболицијата некако маските дополнително падна. Ако некој имаше илузија што се случува во Македонија, кога прочита дека едно утро Иванов се разбудил и решил да ја решава кризата на тој начин што ќе помилува се, значи буквално секој член од кривичниот закон што е прегазен, тој ќе го помилува, мислам дека тие изгубија и таа минимум доза на скепса дека може би работите и не се толку лоши. За жал, работите испаднаа полоши од најцрните сценарија. Меѓутоа, фактите се следни. Тезата на ВМРО ДПМН е дека како класични насилници на мускули ќе избуткаат аболиција. Како најголеми насилници на мускули ќе бетонираат прво 24 април, па сега 5 јуни, паднаа во вода. Времето на таквото политичко насилство со кое што владеат 10 години помина. Еден дел од причините лежи кај меѓународната заедница која што веќе одлучи да не молчи и да не ги затвара очите. Меѓутоа, најголемата причина зошто ваквото политичко насилство веќе не им дава резултат се тоа што граѓаните на оваа држава решија дека веќе на такво нешто нема да пристанат. И заради тоа сега гледате и промена во реториката кај меѓународната заедница и заради тоа јазикот е чист. Не може аболиција. Не може избори кои што не се фери демократски и кои не се признаени. Имаме прв пат во нашата историја порака од нашиот стратешки партнер дека доколку се случат избори во вакви услови, дека тие нема да бидат признаени од меѓународната заедница, дека никој нема да комуницира со таква влада. Но во меѓувреме се случува она што на почетокот вие го нарековте несериозен фолклор, а роковите газат. Да не заборавиме дека веќе во понеделник официјално стартува изборната кампања, бидејќи роковите течат. Несериозниот фолклор не ни е прв пат да го гледаме. Јас се сеќавам што се случуваше пред оној рок од 15 септември за
гласање на нов закон за специјално јавно обвинителство и изборот на специјалниот јавен обвинител. ВМРО ДПМН навикна овие 10 години, кога немаат аргументи во раце, да ја користат силата. Им се можеше. Веќе не им се може. И нив им се случи серија поред потези во кој Груевски го храбреше своето членство, не се секирајте, ја контролираме ситуацијата, овој пат ќе биде по наше, неколку пати поред да мора сосема да се повлече од своите зборови. Така што бетонот од 5 јуни стана сега блеф од 5 јуни. И во тој блеф сите се свесни. Уверени сте дека е блеф, дека избори на 5 јуни нема да има? Нема да има избори. На 5 јуни може да има избирачки списоци, може да има и листи, може да има и учество на една политичка партија, меѓутоа нема да има избори. Заради тоа што тие избори нема ниту да бидат верификувани, заради тоа што тие избори нема да значат реално дека институциите се раководени од тие кои што ја имаат волјата и гласот на граѓаните. Така што ако изберат после години на фантомски гласачи да ни организираат фантомски избори, може би и ќе се случат. Но тоа нема да бидат избори. И уверена сум дека на најголемиот дел на луѓе во врвот на власта и ми е јасно дека таа дали верувате авантура дека ќе оди ВМРО ДПМН во овој формат сега ВМРО со двете партии кои што воспоставија, или сепак е тоа само некаков трик, некакво позиционирање во преговорите кои што очигледно ќе продолжат, бидејќи и посредникот Хајндел најави дека се враќа идната недела? Во тој случај не би требало да разговараат, одат на избори, нема разговор веќе на таа тема. Во тој случај немаше да има ни одлука на сите членови на ДИК да испратат вакво писмо. И пред месец дена двата члена на ВМРО ДПМН знаеле дека изборниот закон не е усогласен, дека избирачките региони, изборните единици не се во согласност со закон, но денеска избраа тоа да го направат. Ова се прашања кои треба да ги одговори ВМРО ДПМН и стварно не мислам дека ние го должиме тој одговор. Меѓутоа, стана јасно дека лагите кои што на лажичка и ги сервираа на јавноста, сите една по една паднаа во вода. И заради тоа, дури и поднесувањето на листите од страна на ВМРО ДПМН покажа колку малку им е важна Македонија, а колку многу им е важна кожата и нивниот личен интерес. Официјалното објаснување беше мора да се почитува уставот и законите, тоа е врвниот приоритет на партијата. Луѓето кои во име на уставот и законите погазија се што е вредно во оваа држава, денеска веќе немаат право ниту да се повикуваат на Македонија, ниту да се повикуваат на низините граѓани, а најмалку да се повикуваат на уставот кој што секојдневно го газат. Иако велите дека многу прашања треба да одговори ВМРО ДПМН, што е точно, бидејќи го немаме нивниот прецизен став, има многу прашања и до СДСМ, но за нив по кратка пауза за реклами. Останете со нас. Радмила Шекеринска, заменик председател на СДСМ, е вечерва мој гостин во Топ тема интервју. Госпоѓа Шекеринска, оно што е специфично после денешните средби со германскиот пратеник, освен што сите лидери, тројцата лидери кои денеска имаат средба, значи Заев, Ахмети и Тачи, беа премногу скржави во изјавите, секој има свој концепт. Ахмети вели, откако ќе се вратиме во собранието, ќе се отворат многу важни прашања без да каже што. Тачи го прогласи Пржинскиот договор за мртов и вели потребен ни е сосема нов договор. Заев вели не е прашање само на свикувањето на собранието, туку на цел пакет. И сега секој си има некој свој пакет од тоа што досега го разменувате како пораки преку посредници. Имаат ли тие пакети нешто заедничко, некоја допирна точка, кои се и како се, бидејќи она што ние официјално го слушаме се само различни варијанти?
Сите тврдат дека во нивниот пакет стои една цел, а тоа е ова држава да стане нормална, пристојна земја во која што ќе важат законите и која може да се надева да стане членка на Европска унија и НАТО. Од таму НАТО, од таа заедничка цел. Ајде нема да ги наричам заложби, флоскули или заложби, но мислев Ама сега добија на значење. Пазете, порано некој да ви каже државата да ви биде нормална, па каква може да биде друга државата? Не, сега ние сите сме свесни дека живееме во ненормални услови. И таа нормализација нема да се случи преку ноќ. Мислев на заеднички модалитети за излез од кризата. Дали постојат меѓу дел од партијата? Рано е воопшто да се влегува, да кажам, во тоа што ќе се случува од утре до евентуална разрешница, односно некакви фери демократски избори, ако прво двата предуслова не се решат. Значи, ние бевме свесни кога дојде првата покана за почеток на преговори во Виена, дека некои луѓе можат и да не критикуваат за ставот, дека немаме намера да седиме и да преговараме за сите други теми, додека овие две теми не се разрешат. Додека не се најде решение и не се свика парламентот, или барем да се свика седница на собранието, и второ, додека не се поништи аболицијата. Зошто? Заради тоа што без овие две работи се губи смисла. Како ќе седнеме повторно да преговараме со ВМРО ДПМН за што ќе се случува во следните месеци, кога Иванов секој ден може да излезе со нови аболиции, секој ден Уставен суд може да го поништи специјалното јавно обвинителство, за што да зборуваме со луѓе кои веќе немаат срам да се представат дека се дел од едно криминално здружение. Тука доаѓаме значи, овие два предуслова, според нас, се услови без кои не се може. И тука доаѓаме до модалитетите, кои што неофицијално се споменуваат. Првиот е на барање на Државната изборна комисија, кој што ќе го извести спикерот на собранието дека нема услови. Денеска тоа не го стори, можеби ќе следи некаков нов заклучок во појасна форма да не пријудицираме. Второто е да се свика седница на барање. И денеска тие тоа го кажуваат. Сега, ние веќе сме отрпнале. Тие денеска велат законот по кој се организираат избори не е испочитуван. Да, меѓутоа, кога би имале јасна одлука од Државна изборна комисија дека нема услови, дека тие услови би биле не само нелегитимни и нелегални поради нееднаквото право на глас, тогаш е нешто сосема друго. Ова е само некакво подотварање на вратата за кое што треба некој да ја прифати од другата страна. Ке го прочита. Тоа само покажува она што го тврдиме, дека не се работи за немање на политички инструмент. Се работи за немање елементарна политичка волја да се реши кризата. И јас не мислам дека ВМРО ДПМН има проблем со свикувањето на собранието заради темата и кога ќе бидат изборите. Клучниот страв и клучниот проблем е како да ја одржат аболицијата, амнестијата, помилувањето, како сакате кажете го, во живот. Заради тоа што тоа и само тоа ги држи на површината. Меѓутоа, во право сте, една опција е тоа да го направи ДИК. Втора опција е со политичките партии. Од мнозинството на пратениците од политичките партии. Тука веќе ги ставаме настрана нели правните дилеми и сомнежи, бидејќи очигледно ќе работи исклучиво политичкиот инженеринг на правен терен. Тоа е дамнешна, не толку дамнешна, меѓутоа пред се иницијатива на Демократскиот сојуз, поддржана и од вас. И третиот инструмент е Уставниот суд, иницијативата која што ја поднесе Демократската унија за интеграција, па тука денеска слушнавме мало надпреварување меѓу Тачи и Ахмети, чија е автентичноста. Ахмети вели дека е нивна, Тачи вели дека сте ја договориле сите. Ова за Уставниот? Да. Јас прв пат слушам за вакво некое решение, меѓутоа едно е точно. Ако Уставниот суд во нормални околности би било најелегантното правно решение во ваквата ситуација. Ама Уставниот суд ја поништи на Трајанов иницијативата. Меѓутоа, има некој во оваа држава и илузија или очекување
дека Уставниот суд носи одлуки врз база на правни аргументи? Никој. Значи, јас сум убедена дека во ВМРО ДПМН никој веќе не верува дека Уставниот суд ќе седне, па ќе размислува за Уставот, па ќе ги земе предвид аргументите, па ќе пресече. Не. И таму функционирало тефтерџиското. Не, никој нема такви илузии, меѓутоа прашањето што ние си го поставуваме сега како наблюдувачи на цел овој процес е од страна, дали има договор да се натераат уставните судии да донесат поинаква одлука, што пак ќе речем, е повторно скандалозно, бидејќи сега ако претходниве одлуки беа припишани на притисок на ВМРО ДПМН политички, сега ова ќе биде консензуален атак врз Уставниот суд, колку толку да се отвори портата на собранието. Одговорно тврдам дека таков договор не постои. Јас само на прашањето кои аргументи, какви инструменти ќе ги искористиме за да стигнеме до свикување на парламентот, ќе поставам едно лаичко, неправничко прашање. И денеска Трајко Велјановски тврди дека нема законски основ заради тоа што собранието е распуштено. Нема пратеници, нема председател. Пазете, во истиот ден, кога не убедува дека тој ја нема веќе одговорноста на председател на собранието кој треба да најде решение на политичката криза, до која и тој не доведе, тој, како председател на собранието, мисли дека има право да оди и Македонија да ја представува, например, пред папата. Значи, тој не е председател на собранието за да решава проблем, ама е председател на собранието за да го види римскиот папа. Мислам дека понекогаш ситните примери, не фолклорот, ама ситните примери покажуваат колку плитки стана правните квази аргументи на власта. Ако Трајко Велјановски денеска вели не сум председател на собранието, не ме прашувајте, не можам да ја решам кризата, Трајко Велјановски денес и утре и на 24-ти не треба да мрдне од Скопје и треба да каже јас сум сега обичен граѓанин кој не може да ви помогне. Не, како и сите во ВМРО ДПМН, Трајко Велјановски би сакал да ја има власта, ама не да ја има одговорноста. Ова е момент кога сите актери кои доведоа до криза, сега треба да се исчистат зад себе. И првиот човек, кој барем во собранието тоа го направи, мора да почне од себе. Трајко Велјановски може и мора да најде инструмент и да ја овозможи на оваа држава решение на политичката криза. Овој дел со Уставниот суд, ДИК, сето тоа се оправдување и желба, што велат комшииве наши, бриго моја, преđи на другога. Не. Ако си знаел да го направиш проблемот, мора сега да покажеш одговорност и да го решиш. И заради тоа немаме решение договорено помеѓу политичките партии, бидејќи ако политичките партии се договорат, наједноставно решение ќе биде да не чекаат друг да ја заврши задачата, туку да се појават во собрание, да свикаат седница и барем еден дел од проблемот да го штиклираме како решен. Значи, за вас сепак е ова, условно да кажем, втора опција во отсуство на јасен став од Демократската унија за интеграција. Меѓутоа, тоа е сигнал дека сите се трудат. На Државната изборна комисија. Тоа е сега сигнал дека сите излегуваат со различни иницијативи. Меѓутоа, велам, помалце да се распрснавме на 1001 сценарио, а забораваме дека целта релативно лесно може да се оствари. Ако денеска сите пратеници од собранието 123 се пратеници, нивниот мандат трае се додека не се изберат нови, тогаш тие пратеници можат да се соберат и овој дел од маката да ни го решат по иницијатива и со официјално свикување од страна на Трајко Велјановски. Но тука проблемите не завршуваат. Следните прашања се што потоа? Што при евентуално одложување на датумот на изборите, до кога тоа би траело и кој во меѓувреме би раководел со државата. Тука веќе сите имаат различни идеи во своите пакети кои што ги споменува. Што значи идејата за условен датум со реформи? Циниците од ВМРО ДПМН би рекле
Тоа значи СДСМ сака да оди на избори во овој момент кога анкетите на ним блиските анкетари ќе покажат дека се во предност. Тоа значи дека се трудиме да учиме од грешките на минатата година. Значи, има некои работи кои што функционира и функционираат добро, меѓутоа, еден дел од пакетот во пржино, кој што значеше дека решението на кризата значи фер и демократски избори, колабираше. Не колабираше заради датумот. Колабираше заради условите кои не беа исполнети. И јас обично обратно го поставувам прашањето кое доаѓа вака од ВМРО-вски кругови. Велат, вие не одите на избори. Прашањето клучно е, ако ВМРО-ДПМН барем малку мислеше дека на фери демократски избори имаат шанси да победат, зошто не изгласа промени во законот за медиуми? Зошто ни даде, еве, ако тоа била нашата лоша желба, зашто ни даде шанса за пенал? Зошто се трудат да ги прават будали 2 милиони граѓани во Македонија, тврдејќи им дека имаме 1,8 милиони гласачи во нашава држава? Малите деца тоа веќе не го веруваат. Пазете, од цело чистење на избирачки список, завршниот резултат е 5000 плюс. Значи, партија која е сигурна дека граѓаните ја гласаат затоа што имаат верба во неа. 5000 плюс и дополнителни 130.000 незапишени според последните податоци на Чавков, ние имаме 2,4 милиони жители. Значи не треба да се брише, треба да се додава. Партијата која што е сигурна нема потреба да игра валкано. Луѓето кои што се сигурни во своја изборна победа ќе ги направат сите услови пред време само да покажат дека победата би им била чиста како солза. ВМРО-ДПМН на двете теми намерно стави блокада и не доведе во ситуација како држава во која што сме денес. Заради тоа нашиот предлог, и сметаме дека е тоа разумен предлог, не компромис, туку разумен предлог да спречиме проблеми и да кажеме не само кој ќе биде датумот за избори, туку да кажеме до кој датум ќе се договориме за медиумски реформи и тие ќе бидат спроведени. Значи, и до кој датум така беше и досега, еве ги сомене се и договорот од Пржино, во договорот од Пржино не стоеше, анексот и сите работи. Во договорот на Пржино стоеше еден датум кој што се однесуваше на сите реформи, медиумски реформи, независни тела, препораките на Прибе и сите беа врзани, пазете, со август минатата година. Од август минатата година до денеска се поминати колку 9 месеци. Ниедна од тие теми не беше завршена. Која е овој пат гаранцијата дека тие рокови ќе се испочитуваат, бидејќи досега искуството покажа дека ни камшик не помага? Нашиот впечаток е дека во делот на медиумските реформи ВМРО-ДПМН го имаше впечатокот, помалку една детски менталитет, да пробам, ако помине, помине. И до одреден момент тоа и им функционираше. Се сеќавате ли на изјавите на Никола Груевски дадени во очи на одлагањето на изборите, кога требаше да бидат на 24 април, кога излезе и како кажа: имам гаранција дека не морам да правам медиумски реформи, имам гаранција дека сите услови се исполнети, имам гаранција дека нема ново одлагање. Добро, но тоа беше така и меѓународната заедница се однесуваше така се до моментот на аболиција. Јас бев и кај вас на емисија. Листот се сврти по тоа. Јас бев кај вас на емисија кога тврдев дека Никола Груевски, како и вообичаено, не ја зборува вистината. Кажано многу поедноставно, Никола Груевски по 100-ти пат ја лаже македонската јавност. Затоа што изјавите кои што дојдоа од страна на сите релевантни меѓународни представници, тогаш беше и Хан, тука не се согласувам, бидејќи имавме многу директни изјави и од амбасадорот Орав и од амбасадорот Бели, па добро, прашањето со медиумите може да го оставиме на саморегулација. Да, сите изјави кои што беа дадени од страна на официјален Вашингтон или Брисел, парламент, комисија, па и земји членки, видете, Германија пред месец дена, пред аболициите, вели чист избирачки список, медиумски реформи. Тој кој сакаше да гледа на вистината во очи, можеше тоа да го види. Груевски сметаше дека финтата
од типот јас ќе ве доведам во ситуација да не ми можете ништо, дека ќе помине. Но се согласувам со вас. Ако ние како опозиција речевме, па добро, сега Груевски има повеќе сила, не можеме да буткаме медиумски реформи, ајде да си се повлечеме со време, ако ние се плашевме да го браниме принципиелниот став, никој друг немаше да го брани место нас. Меѓутоа, тоа е лекција која што како држава и како граѓани, и како политичари, и како политички партии сме требале со време да си ја учиме. Ако сам не се бориш за принципите во кои веруваш, за принципите и работите кои си ги договорил и си ги потпишал, никој друг нема да се бори место тебе. Она што мислам дека е позитивна наша лекција, наше позитивно искуство, е што во овој период покажавме дека ако си принципиелен на тоа што си се договорил, ако го исполнуваш договореното и ако бараш тоа да биде возвратено и од другата страна, нема да изгубиш. Може би ќе бидеш во малцинство извесно време, како што и ние бевме во малцинство извесно време, денеска се покажа дека таа политика вроди со плод. Многумина во оваа студио го проблематизира принципот дека пржино е поставено опако превртена пирамида од датумот. Вие се обидувавте во текот на целиот тој процес, еве, уште малку, без малку ќе дојдеме и до година дена, да го правдате, меѓутоа сега многу елементи од тој пржински договор кои што требаше да бидат некаква суштина, се покажа како слабост. Тоа го поврзувам со прашањето за видот на владата која што би управувала во тој меѓупериод. Од една страна се споменува широка коалиција, втората опција е експертска влада, третата враќање на владата на ВМРО ДПМН и на ДУИ со гаранции за работата на специјалното јавно обвинителство, и тоа повторно е врзано со датумите. Значи, дали прво според вас е октомври, заедно со локалните, или редовните? И поврзано со тој датум и кој е форматот на владата, бидејќи е очигледно дека овој хаос, например, што се случува, се извинувам, во МВР не може да продолжи. Дека нешто не штима во тој инструмент кој што требаше да биде клучен. Не е проблем во инструментот. Проблемот е што имате од другата страна луѓе кои едноставно ништо од подпишаното и ништо од тоа во законите не го почитуваат ако не им одговара. Знаете, имаше една изрека, тие дошле да крадат, а ти им велиш... Зоран Заев вели да ќе продолжиме со пржинските принципи. И под предпоставка изборите се, да речеме, во октомври и се продолжува со пржинската влада и повторно имаме Оливер Спасовски носи одлуки, Емил Димитриев ги поништува, хаосот продолжува, а вие од друга страна велите ќе се врзиме за рокови, конкретни обврски. Само да објаснам. Да не влеземе во замката кога коментираме за договор со ВМРО ДПМН, тие крадат, кршат се од законот, а ние на крадецот му велиме добро, кради, ама дојди во тек на работно време. Значи нема тоа да го прават, нема да почитуваат договорено, се додека мислат дека тоа може да им помине. Не постои варијанта за влада, техничка, експертска, широка коалиција, која тие нема да може да ја загрозат ако мислат дека таквото однесување ќе остане неказнето. И затоа притисокот е единственото нешто, овој на улици, притисокот во институции, притисокот и однадвор, е единственото нешто што може да донесе некакви резултати. Јас сега ќе ви кажам една опција која не поминува. За се друго може да се разговара. Меѓутоа, да ја вратиме сега назад, владата која не доведе до ова дередже, тоа би значило дека сите во оваа држава сме политички самоубици. Како граѓани, не како политичари. Владата која што не прислушкувала, владата која што не контролирала и не уценувала, владата која што го окупирала и узурпирала сите институции. Добро, бидејќи немаме многу време, зошто сте против... Немаме шанса таква влада да не донесе до решение. Зошто сте против експертска?
Не сме против и во ниеден момент тоа не сме го кажале на таков начин. Напротив, во разговорите кога настапуваме пред представниците на меѓународната заедница, тоа е една од опциите која што ја спомнуваме. Свесни дека денеска е многу тешко. Мислам дека имаше една изјава на Заево која рече што би правеле со експертска влада кога ВМРО ДПМН повторно го има мнозинството во собранието. Тоа е ризикот. Постои понекогаш во Македонија желба да се трудиме да најдеме решенија кои звучат одлично, ама не сме свесни кои се слабости имаат. Значи, самата експертска влада нема да го реши проблемот на нејзина поддршка во Македонското собрание, каде што за секоја одлука, за секој закон, за секоја законска промена ќе треба поддршка од мнозинството. Меѓутоа, велам, отворени сме за различните опции, меѓутоа клучната цел мора да ни биде крај на кризата, фер и демократски избори и правна држава која нема да става знак на нееднаквост помеѓу политичарите и сите останати. Затоа, прашањето на датум на избори, според наше мислење, треба да биде дискутирано во текот на преговорите. Зошто? Затоа што ако нема оптимален тајминг според вас, на есен, нова година, бидејќи ја исклучивте можноста изборите редовни, или заедно со локалните избори и со која форма на влада во тој меѓупериод? Ние сметаме дека до изборите првиот неопходен минимум што треба да се исполни се услови за фери демократски избори. И тие се овие 2 или 3 услова кои што сите веќе ги спомнуваат. Чист избирачки список, реформи во медиумите, двоење на партијата од државата. Ние сме убедени дека да се сакаше, тоа можеше и до 5 јуни да се стигне. И ние бевме спремни и се подготвувавме за избори. За воиднина кога би можело? Би сакале тоа да биде час поскоро. Меѓутоа, под услов тие сите работи да се завршат. И затоа еден од предлозите со кои што настапуваме и ќе настапуваме понатаму се избори оваа есен. Ама со претходно завршена задача. Најдоцниот датум според нас е терминот за локални избори. Затоа што оваа криза не може до бескрај да ја влечеме. Би ги завршил тие задачи кој? Каква Ние сметаме влада влада која што прво ќе мора да има мнозинство во парламентот и заради тоа сметаме дека е најдобро кога сите партии би направиле поддршка и таа може да биде експертска или влада на широка коалиција. Меѓутоа, клучното прашање е што ќе сработи. Ако премногу обврски ставиме, не сме сигурни дека е тоа возможно во сегашниот. Што треба да сработи? Треба да сработи услови за фери демократски избори. Да не очекуваме дека ВМРО ДПМН од утре ќе биде конструктивен и ќе сака ослободување на судството од партиските стеги. Па тие партиски стеги ги држат на слобода. Заборавивме сите на Прибе, немаме илузии дека тоа ќе се врати на агендата, барем во овој меѓупериод. Администрација, одлично. Јас мислам дека навистина многу и невладени организации работеа на список на реформи кои треба да се направат за да оваа држава стане пристојно место за живење. Меѓутоа, клучниот услов за тоа е да се има политичка волја. Таа политичка волја ќе биде потребна и во собранието, таа политичка волја ќе биде потребна и во владата. За жал, во моментот не ја гледаме ни таму, ни таму. И затоа не е брзање, туку е можеби помалку и реалност, да кажеме дека треба да се сконцентрираме на клучните услови, да обезбедиме услови за фери демократски избори и да оставиме изборите да на некој начин ни дадат повеќе сила за реформи во следните 4 години. Тука одиме со уште една пауза за реклами, а во завршницата се враќаме со дел од вашите прашања кои што ги поставивте во текот на емисијата, бидејќи сме ограничени со тајмингот за вечерашната топ тема. Останете со нас.
Завршницата на вечерашната топ тема во која мојот гостин е заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Ја отстапувам на мал дел од вашите прашања, бидејќи голем дел обсервиравме, така што останаа неколку кои што еве во овие последни 10 минути би можеле да ги одговориме. Госпоѓа Шекеринска, дали сметате дека од понеделник ќе се состане собранието и ќе се промени одлуката за распуштање? За да почне разрешницата на кризата, тоа мора да се случи. Дали ќе биде во понеделник, дали ќе биде во среда, дали ќе биде следниот понеделник, тоа е веќе во доменот на шпекулации или прогнози, кои не сакам да ги давам. Меѓутоа, знам само едно. Сите оние кои барем малку се чувствуваат одговорни, бидејќи се на одговорни позиции, дека на оваа држава треба да ја помогнат да се тргне од амбисот, ќе мора да бараат решение час поскоро. И секој изгубен ден е цена која што ја плаќаме сите ние, сите граѓани и целата држава. Заради тоа да не го губиме времето, а во суштина сите се согласуваме дека тоа мора да се случи што е можно побрзо. Само се редат амбасадори, дипломати, олеснувачи, договор нема никако. Зошто? Имаше еден дипломат кој рече, може би очекуваме нелогични работи. Вели, очекуваме Груевски да се однесува конструктивно во еден процес кој најверојатно ќе заврши со него водење во затвор. Значи, не беше доволно, не беше многу дипломат, меѓутоа се согласувам дека во суштина и од утре натаму, без разлика каков и да биде договорот, ВМРО ДПМН е врхушката. Нема да го промени своето однесување, само ќе бидат под поголем притисок тоа што ќе го договорат и да го исполнат. Јас сум убедена дека и во рамките на таа партија има многу луѓе кои се свесни дека ова сега не носи ништо добро, ниту за нив, ниту за Македонија. И заради тоа, можеби, тие треба внатре во партијата да издействуваат на Македонија да ја донесат мирна разрешница на кризата. Оти она што не ни треба, тоа е конфликт само за да ја спасат кожата 20 или 30 криминалци. Тоа на Македонија не и треба. Зошто СДСМ е против експертска влада? Добро на ова одговоривме. Подготвени ли сте за широк опозицијски фронт на идните избори, макар и на штета на СДСМ, но во интерес на слободата? Целиот овој период од година и половина покажавме дека во битка или во борба во која што многу и СДСМ и многу луѓе во СДСМ и лично жртвуваа, дека не сме водени од лични интереси. Спремни сме лично да го носиме ризикот, но да не го покриваме целиот простор и да мислиме дека е сега нашиот момент се да земеме. Не се однесувавме така во кризата, не се однесувавме така во изминатава година, не се однесуваме така и денес. Ова е битка која што не е битка помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Ова е битка која што се сведува на една група на луѓе кои ја узурпираа државата од една страна, а од друга страна се многу граѓани на Македонија кои можеби нема да се согласуваат за сите теми, ама за оваа тема, дека ваквата власт мора да замине, ќе се согласат. И заради тоа и во следните чекори нема да се водиме ниту од лични интереси, нема да се водиме ниту од партиските интереси. Секој кој што се спротистави на ваквото владење е наш сојузник. Дали во преговорите кои ќе се водат, односно какви се шансите во преговорите кои што ќе се водат, да се смени изборниот модел во една изборна единица? Ние на оваа тема дискутиравме кога беше тема изборниот закон и за жал околу тоа не можевме да добиеме согласност. Иако многу помали партии и други здруженија го делеа нашиот став, дека можеби ваквата атмосфера во Македонија ќе ја разбиеме ако направиме една изборна единица. Имаме план практично веднаш по изборите, откако опозицијата ќе ја промени ваквата власт, да почнеме многу поотворена дискусија во Македонија за тоа каков изборен модел ни треба и какви
институции ни се потребни. И се погласни се аргументите, прво, за една изборна единица и второ, за отворени листи. Мислам дека ова се некои од чекорите за да не дозволиме никогаш повеќе на Македонија да и се случи ова. Зошто, само ќе мораме на последниве 3 прашања сосема кратко, зошто во сите овие разговори што се водат нема место за попис? Заради тоа што операцијата бара повеќе време, а во суштина, дури и да го направиме пописот, тоа веднаш нема да се преслика врз избирачкиот список. Не сакам да влегувам во детали, мислам дека и во вчерашната или пред 2 дена дебата кај вас тоа се дискутираше. Нам попис ни треба заради многу други причини, економски, социјални, регионални, и таа обврска Македонија мора да си ја заврши. Не можеме да бидеме нормална држава, а од друга страна да велиме 15 години не можеме попис да спроведеме. Дали овој состав на ДИК по сите чудни и неконзистентни одлуки може да организира кредибилни избори било кога? Да, се согласувам дека на неколку теми ДИК потврли. И не ја оправда причината за ваков нов модел. Јас се надевам дека овој период што е пред нас ќе им даде шанса да покажат дека се институција, а не далечинско гласање за неколку мина во власта. Кога последен пат вие или Заев сте разговарале со Груевски, гарантирате ли дека не преговарате за негова слобода? Ова тема и важна е, малку можеби ќе потрошам повеќе време, бидејќи се отвара. Мислам дека можеби почетокот лежеше и во онаа реченица на Иванов после аболицијата, кога сакаше аболицирањето на криминал да го сокрие под еден убав и важен збор за Македонија, помирување. И тука се надоврзува изјавата на Заев во Загреб дека на Македонија е потребно помирување. Ама и треба. Тука се... И да бидеме искрени, ја мислам дека нема човек во Македонија што нема да се сложи. Ние сме извонредно поделено општество, кое што го поделија 20-30 луѓе кои мислат дека тие државата. Нам ни треба помирување помеѓу граѓаните. Меѓутоа, тоа помирување не значи помилување на криминалот. Ние, минатата година, покрај сиот ризик, влеговме во сериозна политичка војна со Груевски. Не штедеше, не галеше. Направи се многумина од нас да завршат во затвор. Немаме ниту една причина за да оправдаме пазар со Груевски. Ние велиме како за првиот, така за последниот на оваа листа. Аболицијата не смее да преживее и заради нас, и заради нив, и заради цела оваа држава. Така што, ако имало некакви дилеми, најодговорно сакам да ги демантирам. Сличните дилеми се појавија, ако се сеќавате, минатата година на почетокот на работата на специјалното јавно обвинителство. Само да кажам, и тогаш се сеќавате колку шпекулации. Денеска сите тие луѓе се колнат во професионалната работа на тоа обвинителство. Во целиот овој процес покажавме дека никогаш не направивме компромиси со клучните наши заеднички вредности. Правда, демократија и македонските интереси. 2 прашања ќе ги спојам во едно. Дали после 20 години во политиката не сметате дека не ви е прекуглава да биете битка со ветерници и не ли е време да се повлечете? Ова се малку лични прашања. Па не е лични во политики, тоа се дозволени прашања. Мислам лично за вашиот ангажман, не околу генералните партиски политики во тој контекст. Дел од времето сум била многу присутна во политичкиот живот. Дел од времето сум покажала дека не мислам дека јас сум политиката и дека од неа морам да живеам. И бев еден од ретките председатели на политички партии кои што после изборен пораз не губеше време, не калкулираше, не одлагаше, туку си поднесе оставка. И затоа и долго време, тој период, практично и не бев присутна во партиското раководство на СДСМ. Не сакам да се борам против ветерници, ама сакам да се борам за работите за кои што верувам. И сакам многу луѓе тоа да го направат. Мислам дека не е мојата позиција сега привилегија. Напротив, тешка обврска. И би сакала да можам ја денеска да ги наблюдувам овие настани како независен граѓанин, кој што ќе оди секој ден на протести, ама да нема лична одговорност за сето ова што се случува. Верувајте дека животот ќе ми бил полесен,
ситуациите или секојдневието поедноставно, покомотно и не толку стресно. Меѓутоа, ако велиме дека за нешто вреди да се бори, тоа е нашите деца да живеат подобро, отколку тоа денеска ние што го правиме. Нашите деца да живеат во средина во која нема да се плашат, нема да се подложени на притисок и во кој нема да мислат дали утре оваа држава ќе опстои или не. За такви принципи и за такви вредности сум се борела и како граѓанин, сум се борела и како политичар. Имам уште неколку, но еве последното, бидејќи е поврзано со некои актуелни толкувања зошто се случува, што се случува, кои се интенциите и намерите на СДСМ, а прашањето гласи уште колку време ви треба со Заев да бидете во политиката и лично и како партија, а да не изградите став за името на земјата и спорот со Грција. Ова се темите кои лагата кога станува вистина се претвара во општо повторувана фраза. Тој став сме го кажале и тој став не им се допаѓа на луѓето во ВМРО ДПМН, бидејќи оди спротивно од нивните манипулации. Меѓутоа, знаете, кога ќе го фатите крадецот со двете раце во медот, тој ќе вели, ја ова го правев во име на државата. И затоа, еве, како крај на тоа прашање, ќе ви прочитам една реченица или неколку реченици и ќе ве оставам вели, непријателите ни чукаат на врата, да се организираме против нив, да ги збиеме редовите и да им се спротиставиме. Ова на прв поглед, сега кажано, ви изгледа како некој од ВМРО-вските митинзи или митинзите на ГДОМ. Нели, сите останати биле непријатели на државата. Ќе ве изненади кога ќе ви кажам дека ова пред многу години го кажал Ал Капоне. Класика. Сите криминалци имаат потреба да го перат својот криминал, тврдејќи дека се борат за државата, а не за нивните джебови. И за да продолжат со криминалот, имаат потреба да ги направат сите други непријатели на оваа држава. Јас, СДСМ, сите ние сме се обиделе и во некои работи сме успеале на оваа Македонија да ја донесеме важни моменти, дури и без промена на уставното име. Тоа Груевски не успеа да го направи. И заради сопствениот неуспех има потреба сега сите да не прогласи за непријатели. Тој тип на криминално однесување се помалку и помалку функционира. Меѓутоа, фактот е еден. Оваа држава мора да стане членка на Европската Унија и НАТО и мора за нејзините избори да се борат луѓе кои не се заглавени во криминал и луѓе кои што стварно сакаат проблемите да ги решат не на сметка на државата и не на сметка на нејзините граѓани. Иако сите индиции водат кон тоа дека веројатно изборите ќе се одложат, вашите изјави беа дека доколку избори на 5 јуни има, вие нема да седите дома и да ги гледате резултатите на телевизија. Всушност, овој пат нема ни да има многу забројени резултати. Доколку во понеделник ВМРО ДПМН ја почне кампањата во исто време со отворена врата за натамошни преговори, вие ќе правите што? Тоа е последното прашање. Не треба да чекаме на 5 јуниот и тоа е прилично мрзлив став. Ние веќе неколку недели сме секој ден на улица. На улица како граѓани, како политичари, како луѓе кои што сакаме работите да се променат. Тоа нема да запре. Улицата не е резултат на политички конфликт. Улицата стана резултат на ставот на голем дел македонски граѓани дека вака веќе не може. И заради тоа нашето место ќе биде таму, со граѓаните и со луѓето кои што и мислат добро на својата татковина. Во 5 секунди 17 мај ќе се повтори или немате толку сила за толку мобилизација сега? Јас мислам дека сега да го испратиме повикот, најголемиот митинг до сега ќе биде мал за тоа што ќе се организира. Бидејќи маските паднаа, а луѓето станаа побесни и порешени да се борат за своите права. Меѓутоа, да не ги кажеме сите чекори однапред. Факт е дека без ниту еден автобус, без никаква помош, без никаков притисок, само со волја, желба и жет за правда и слобода, секој ден во Македонија илјадници луѓе излегуваат на улици. Во Скопје
и во 14-15 други градови. И тие луѓе не се таму затоа што некој им прави список, тие луѓе не се таму затоа што добиваат работни места, тие луѓе се таму заради тоа што сваќаат дека никој друг нема да се бори за нас, ако тоа не го правиме како граѓани на Македонија, ние, сите заедно. И вие велите тоа се факти, а факт е дека и овој вечерашен разговор го завршуваме во отсуство, за жал, на конкретни решенија и патока за излез од кризата, и со она вообичаеното останува да видиме што ќе се случува во следните денови. Решенија има, политичка волја нема. И заради тоа мислам дека не треба да ја олеснуваме тежината на плеќите на ВМРО ДПМН, тврдејќи дека нема решенија. Има решенија. Нема луѓе кои што во владеачката партија се спремни да ја погледнат на вистината во очи. Јас мислам дека такви ќе се појавуваат, ама не е доволно брзо, затоа што секој изгубен ден е изгубен ден кој не можеме да го надоместиме. Ви благодарам што вечерва бевте во Топ Тема. Почитувани, тоа беше се во вечерашново, малку, сосема малку продолжено издание на Топ Тема. Ви благодарам за вниманието. За сите информации, вистинската адреса и натамо е telma.mk. Дневникот е во 22:30 со развојот на најновите детали, а Топ Тема продолжува со нови содржини од понеделник. Довидување.